Поштовани гледачи, добар ден, убав ден. Во емисијата Очи во очи ви посакувам во предстојните неполни час време со мене и со Мухич ќе зборуваме за многу работи, убави работи. Впрочем, дали, а сигурно сте знаеле, довербата, знаењето, сомневањето, сомнежот, се всушност чувства. Едното и другото, еве, кога зборуваме за доверба и сомнеж, од тука и произлезе всушност оној главен шлагворд или заглавието, поентата на темата, доверба и сомневање. Едното и другото се усмерени на битие, на човек, на лице. Меѓутоа, на тоа дека се покажува, другото лице ни покажува дали да му веруваме или да не му веруваме. Другото лице кон нас настапува од позиција на добра намера, или пак е во состојба или не е во состојба да го оствари она што има намера да го оствари. Дали сака или не сака да ги оствари своите работи, односно намери, и дали тоа го прави како што треба да го прави. Повод токму за денешната тема е она што покрај другите работи исто така ја бранува јавноста, а тоа се оние идни потенцијали, кадри во сферата на правосудството, судството и обвинителството, поврзани со роднински врски, како синови, ќерки, сопруги, но така и функционерски, односно партиски, кои го поминаа испитот за суди и јавни обвинители. Па зборуваме дали всушност непотизмот во правосудството дополнително ќе ја стопи и она мала доверба во него. Токму имајќи предвид дека колку што се зголемува недовербата, толку пак се зголемува и сомневањето во тоа дека нешто функционира. Односно, довербата се топи, сомневањето расте. И обратно, сомневањето, како што кажав претходно, и двете се базирани токму врз чувства, околу тоа дали другото лице, особено ако е на позиција, има намера или прави нешто да му веруваме или да не му веруваме, или имаме основа да се сомневаме во тоа. Дополнително, уште повеќе всушност, кога станува збор за правосудството, сомневањето, сомнежот е клучна работа. Се почнува всушност врз сомневања, па се прибавуваат докази. Обвинителството, судот има причина да се сомнева во веродостојноста и така натаму. Се сомнева дека ќе избега лицето, па му се одзема пасошот и така натаму. И во таа смисла, колку сомневањето е поголемо, довербата е помала. И колку е довербата поголема, сомневањето е помало, значи работите функционираат. Дали, значи, со други зборови, ова дополнителна ситуација, која генерално за учесниците, непосредно поврзани со неа, како представничката на, односно, првото лице на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер, така и некои од директно прозваните реагира и смета дека нема ништо спорно во тоа. Така да еве зборуваме, иако ова го дискутиравме и во емисијата во текст, зборуваме од еден малку поинаков аспект. Дали на вистина мислите дека нема ништо спорно, односно, како што токму и, да речеме, Габер смета дека ирелевантно е дали се тие во сродна врска со некои од лица кои веќе работат во правосудството или познати звучни лица, имиња, секој лице одговара за себе и за своите постапки. И според неа на овие млади треба да им се даде шанса. И ете, според тоа дали имаме причина за сомневање,
кое уште би ја намалило таа и онака мала недоверба во правосудството, или напротив, да им се даде шанса, па уште и да се зголеми довербата, а сомневањата ги тргнеме на страна. Па нема тука ништо, нека е тоа и син на тато или на мама или сопруги, така натаму, ако треба, како еден филозоф кажал, пријателот е пријател, вистината ми е поважна. Дали важи и ова тука. За тоа разговараме во следните 50 на минути на 60-91-924-925, телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач, почнуваме со емисијата Очи во очи. Повелете. Да, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Поздрав доктор Висо, доктор Висо за 4. Повелете. Добро што ја поставив тоа тема, затоа што многу скаклива вчера ја прикажа. Искам да ви кажам, јас верувам во непотизам, али јас ќе ви кажам, друго верувам во дискриминација на младиот кадар. Зошто? Прво, бараме сега не е млад кадар, кој што ќе го застапува судството, винителството. При веќе видовне во овие стари кадри дека немаме многу поверење и доверба и било што. Сега да видиме дали овие млади кадри кои излегува сега 57, кои суди кровинители, ќе бидат на место. Без разлика, искрено да ви кажам, дали е на Цветанка Иванова сна или некого била, без разлика, да не вршиме дискриминација ние по основ на некој. Ако татко ми бил функционер, јас не треба да работам. Така? Мислам дека секој има право во државата да работи. Али законот, кодексот на судот, обвинителот треба да се почитува. Тука нема татко, мајка, брат, сестра, вујко, чичко и така натаму. Ево, тоа е проблемот. Младата генерација сега доаѓа до издржај и ние мора да му помогнеме и да му дадеме на едно право да одлучува, да донесуваат одлуки правично. Еве, денес ќе ви кажам право, јас сум задоволен од пресудата на Љубе Гошковски што е поништија. И тоа е судство. Неколку години тоа беше под истрага. Ама еве се донесе пресуда ослободителна. Така, затоа јас ќе ги охрабрам овие млади кадри да работат по законот и по кодексот на судот и на обвинителите. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, Мисо, среќа што добив. Навистина ми е драго, повелете. Те поздравувам, извини на ти што ти се обраќам. Но напротив, баш како израз на близкост. Повелете да. Да не ви одземам време да. Вака сега. Непотизам, професионализам. Перспектива и она што значи бегање на младите од одредени работни места, бегање во странство. Политика и политикар. Само нафрлам некои тези. Јасно. Затоа што ми е кратко времето. Зошто да не дозволиме на младите кадри, ако се завршени, способни, да напредуваат? Пазете, ние од 57 или 8 деца извојуваме 6 или 7 само, кои се имаат близко сродство. Јас тука не двојам никој. Апсолутно. Еве да речеме, јас сум од друга опција, меѓу тоа ќе кажам за господинот Муцунски. Го знам од телевизија, сум го следал и изворедно го ценам. Зошто неговата сопруга да не биде судика или обвинителка? Јако од другата страна. Мислам, друга страна, да се изрази погрешно. Сите сме една страна. Треба да дозволиме на младите да напредуваат. Со ваква поделба, со вакво посочување, со вакво спрешување, нема да постигнеме ништо. Дајте, завршиме, да им дадеме шанс. Нека работат, ќе видим. Во секој случај, што ќе се случи, например, ваш близок, да е добар новинар и да се запосли во 24-ката. Што, нема да му дозволиме заради вас? На најголема глупост. Времето ми и... Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, ако имаме некого, повелете. Од 58 кандидати, 57 го положили испитот, само еден не го положил. Добар ден, повелете.
Dobar ден, ако се слушаме, повелете. Ало? Да, повелете, во програма сте. Кој е на линија? Вие сте, повелете. Ја ли сум на линија? Да, вие. Оти слушаме некој друг глас таму. Може би ехо или фонија, вие сте, да. Добро, добар ден, Исо, како Добар сте, ден, добар ли повелете. си? Добро е, повелете. Вака да се разбереме. Праша, темата денешна ти е, ја ќе ја поделам на два дела. На суштински и на формален. Добро. Суштинскиот дел ти е одличен. Тоа што сака да се постигне, меѓутоа формата не ти е добра. Добро. Еве зошто. Нема непотизам, веќе непотизмот е многу блага форма или најблага форма од корупцијата и од криминалот. А корупцијата е стриктно криминален чин. Аха. И непотизмот, и корупцијата се содржани во член 353 од Казнениот законник, каде што се третира злоупотреба на службена должност. И точка. Ова што е направено за суди и обвинители, тоа се е врз база на злоупотреба на службената функција на сите овие високи функционери или нивни блиски. За жал, покрај сите органи што ги нема во Македонија, го нема и господинот Радевски, барем еднаш да преземе една мерка. Страшна работа. Каков непотизам, какви бакраци, каква корупција. Ова е невиден криминал. Невиден криминал. И ја не знам што чути армијата македонска уште. Невидено, страшно. Што треба да стане во Македонија да некој преземе некои мерки? До каде ќе одиме вака? Да, Има ли некоја граница? Да знаеме да, ако има некоја граница, да знаеме до каде да трпиме. Ова не подносливо е ова. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, господин Исто. Поздрав до вас, До повелете. вас и до вашата емисија. Ви благодарам. И да сите гледачи, удачите во живо. Стварно ме почитувам многу како водител, значи лав нека ви е Господ здраве да ви даде. Ви благодарам, возвраќам исто така. Сега вако, вика, за судиите тамо не се мешам, јас многу во судиите. Кој ќе се вика, кој стварно учил, нека биде судија и обвинител, ама кој ќе учил? А Так. некој што не учил. И затоа нас децата ќе ни бегаат во странство. Значи, нема ќе речи ој неписмен отиде, значи ој не е бравар или па варивец, ајде ќе стекне знаење, вика со пракса. Ова ти е суд. Ќе да збориме најширо сега. Значи он како ќе осуди за еден товар значи, или за еден кубик дрва 5 години затвор и за 2 милиона евра и ништо на слобода. Или па овие што беа, се извинам ако ќе се изместим ако од темата. Или кога беше за не со овој што беше за коронавирус. Кога беше тоа. Значи тие сите беа осудени да лега луѓето затвор по 3 години или по 2000 евра, а овие се по 20 милиона евра што крадали по 10.000, па како кој го пари крадува. За тие и ништо. Срамота е, господин Исо. Така. И што чекавме веќе во наша Македонија. Добро, овој господин Ковачев, дали иде по странството, дали иде по запад, тамо да види што се работи, како се работи тамо по судството, по другите институции. Срамота, стварно срамота е. Господин Исо, пријатно убав ден се небо. Да, ви благодарам, ве поздравувам и јас. Председателот на Кривичен суд Иван Џолев вели, цитирам, немам надлежност да правам анализа околу кандидатите, околу тие кои ќе бидат избрани за суди и обвинители, чии деца не навлагам. Јас верувам дека кандидатите поминале низа филтри, полагале испит, бил ценет нивниот интегритет и се надевам дека биле избрани најдобрите. Значи, ете, да се надеваме. Во правосудството, слично како и во медицината, ќе направиме сеа да се надеваме дека ќе има резултат. Добар ден за следниот гледач, повелете. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Другарите, преска ми исклучи таа другата линија, не знам што го се работи. А не знам, навистина не е таман работа. Некој проблем изгледа врските конекции. Можно е, но еве тука сме, повелете. Све е можно. У ова време на невозможно све е можно. Така. Немаме проблем, апсолутно, да, повелете, се е. Му така. Ако имаме, ќе кажеме, да, нема што. Да, еве да кажеме нешто во вези темата. Отворено ќе кажеме, да. Па би кажал,
Еве на мој другар, ќерка му исто заврши право, просек 9.8. Аха. Па, иначе и она исто успешна вака ја запослија у судство, све работи однека у олимписки базен како чистачка, вака у доверба, да кажеме. Инаку 9.8 баш тоа не е, другото не е битно. Али овие се гарант многу по-успешни, полни знаење, прави ерудити, значи невидени сезнајковци. Нема непотизам, не. Ова е само гуркање, не е ова гурање, ова е туркање, тркавање. Значи, нека не продаваат басма, нека све е во ред. Па предеска го слушам еден кажува за овој Хрватов, Љубе Бошковски, апла на видена снимка, значи пием снимка, како да речеме, со тој Грко таму како ги зима парите и не е он виновен, затоа што не е виновен ради власта сега што и американците за одработената работа ще одработи тој истиот Љубе Бошковски и судството функционирало супер. Кому басма продават, ја не знам. И треба милиарда години да лежи затвор, не е слободен да биде растеретен од обвинение. Има многу да се збори за ова расипано трубо. Да, ви благодарам, ве поздравувам, но еве ја го спомнавте случајот ќерка на другар со 9.8 просек. Па ако би се направила паралела тука со помеѓу другите 18% некаде излегуваат дека се во тесни врски од оние 57 кои го положиле испитот, меѓу нив е и синот на председателот на законодавната власт, председателот на собранието. Тој пак денеска генерално не сака да ги коментира реакциите, меѓутоа вели дека, цитирам, како и сите други, и моето дете има право да ги користи сите права да конкурира и да биде примен на работа. И тоа е добро, само што изгледа дека доколку ги користат, доколку би ги користеле сите права кои ги имаат граѓаните, тоа би било многу помалку отколку што користат како, преку одредена релација. Ако се направи паралела со вашиот пример 9.8 од ќерката на другарот која на базен хигиеничарка. Или со други зборови, дали може да се, дали овие други кои Џафери ги наведува, сите права како и другите луѓе, дали на овие други луѓе тие сите права кои ги уживаат, на некој начин им се ускратени на нив? Па еве сега тие се борат, може и да се организира и некој марш протестен, протестите се онака во ек, сезона на протести, борба за правата на другите луѓе кои изгледа нив им се ускратени. Или пак велам обратно, ако претендираат кон правата кои ги имаат сите други луѓе, тоа би било тогаш многу помалку отколку што имаат, како не други луѓе. Ако се разбираме. Имајќи предвид дека Џафери се осврне и на предметот кој го отвори антикорупцијска комисија, па кажа дека тоа е завршена работа, што комисијата го затворила предметот со констатација дека нема докази дека неговиот син направил било каква злоупотреба. Дали е и тоа во склад со сите права кои сите други луѓе ги имаат? Мислам, едно општество за сите и така се во тој контекст со сите права и секому според заслугите подсетува на некои давнешни времења. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Дали се Сега вака, Исо. Ве слушам, повелете. Многу добро воите емисијата и ваша телевизија е најгледана. Ви благодарам, повелете. Поготово вика воите и нема проблем. Сега вака ја се варат се јавувам. Аха. Бев осуден условно 3 месеци, што ти знам ја, и парично 18.000. А судија беше председател Мосовни суд тука си Вазар Налев. И ја поднесов жалба. А ја имав уредно прегледан се од матичен доктор и од Снежана Бурлеска од Прилеп. А тие полицајцот
употреби прекомерна сила и ми изкърши двата пръста на ръката. И я подадох жалба за апелация и апелация пред 2 дена му потвърди присъдата в корист на овој сектор од Кавараци, на полицијата, значи он употреби прекомерна сила. И како е тие председател на Основниот суд у Кавараци Лазар Нанев побрзал со апелација и апелација му потврди нему пресудата во корист на полицајето. А тој Филип Тодоровски од Велес, важен на овој специјалист доктор по тие работи по ортопедија, а мене ми беше стежана Бурлецка од Прилеп. И по кој он основ дава дека ја не сум бил оштетен. И ме казнала 18 или 5-2 дена и морам да ја упатам. Значи, Судскиот совет треба да прате таму контрола, ревизија кај апелацијските судии што се и тие се у криминал влезени. И не знам како овие млади сега така како ги. Да, истече времето, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и убав ден. Убав, нека е повелете. Јутра жешки теми. Па да ви кажам, непотизмот е стално зборам Да не грее во зима. Затоа што ние, не сме, не знам како да кажам, држава. Нити сме капитализам, нити социализам, нити, не знам, кај нас све и се што има, кој како сака и така. Меѓутоа го поддржам вториот гледач. Многу убаво кажа, значи по кој член, значи злоупотреба на службена должност. Значи сето тоа кај нас го има по член. Значи не сме да така да биде, затоа што ете го членот постои дека е злоупотреба на службена должност. Тие генерално уверуваат дека не било противзаконски ништо. Ама не може не може да уверува кога постои член. Значи, господинот го кажа членот, тој господин што го кажа членот, значи тој и пак е некој стручен човек што толку знае да каже. Меѓутоа оваја Габер господјава, ја не знам како може така да каже, па сите знаеме дека непотизам што е, значи не може од толку овако, не може сите да бидат деца на некој познати. Значи ова е стварно невидена срамота. И сега кој кого ќе тужи? Кажете ми сега вие мене како за ова што беше случај во Собраќајкава што се случи со автобусот, тега нели овој од Гостивар што е обвинителот, како ќе го тужи дедото на жена му така? Ај кажете, објасните ми го тоа. Еве уште се вртим никако да почне. Како тој сега ќе го тужи некој, како тој ќе му пресуди? Никако нема да му пресуди. Еве ти нај нешто, како да кажам, овако да сватиме. Така да не може ова е катастрофа. Не може, ова е срамота невидена. Па вие имате деца обично, еве јас сум имала роднина со 10 доктор, не можеше овдека во Британија неурохирург. Па сега не можам да ви кажам овдека е срамота кај нас ова што се прави. Значи толкав непотизам овие другиве деца не можат уопште да дојдат до израз, а не да просперираат. И судот е нешто Да, ви благодарам. Навистина прашувате како сега во тој случај или слично, или како во, не знам, кој знае кои еве потенцијални идни случаи ќе суди татко на син или обратно, или сопруга на сопруг и слично. Иако дури и јасно е во судски предмети има и односно не може да сведочат брачни другари и така натаму, но како велите, па веројатно токму тоа се обидуваат и да ни кажат, како и првата жена на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер, кога вели дека секој лице одговара за себе и за своите постапки и дека на овие млади луѓе треба да им се даде шанса. Значи да им се даде шанса па да видиме како. Ете, тие веројатно ќе може. Ако вие мислите дека не би можеле да му судите на таткови, на мајкави, на не знам братви, на ќеркави, тие можеби се неспоредливо по-напредни, по-совршени, со цврсти морални вредности, широки духовни хоризонти, способност на самоконтрола и интегритет. И тие тоа ќе го покажат. Нема што, вистината пред се, па нека е тоа и родениот татко, мајка и слично. Значи да им се даде шанса. Не се тие било кој. Зато и велам ова што вели Џафери, па правата како и другите сите, но тие не се другите сите. Тука е разликата, па затоа да им се даде шанса. Добар ден, повелете.
Добар ден и со Ве поздрав слушам, до тебе. повелете, да. Благодарам. И во најхумористичната емисија полека станува, не Па, си виновен. да се релаксираме, затоа реков ова... Да, многу ова виткати луѓе се јавуваат. чувства, доверба, сомневање, емоција. Така е, така е. Замисли Љубе Бошковски да беше у коалиција со ВМРО. Сега ќе беше староселелец во Издризово, ќе имаше стаж. А оги Ете, што би било кога би било, да. Да, 100% би било, значи не се сомневам во тоа. Ќе имаше стаж некоја година сега. А ова сите пред законот сме исти, ама не може, имаме судир на интерес. Не може утре овие политичари се први на удар, се знае кој прстите во мед кој ги става, они се први и сега они си спремаат децата да ги бранат утре, ова ништо не е случајно. Ама па од друга страна си прават штета и се знае зашто. Неке може мито да им земат, нема што татко му мито да земе. Тука па ќе биде оштетен, немат две убајни во една работа. Мислите? Ќе бидат малце во загуба. И што се правиме ние недоветни гледачиве? Еве, на пример, конкурира на дете на еден работник и, еве, да речеме, на Джафери синот. И што мислите сега вие? Ајде да видам кој ќе биде примен? Квалитетот демек ќе одлучил. На кога кажувате приказни? Кај живеете вие? Тоа да е нормална држава, така би било. И во нормална држава сите би имали исто право. Кај нас треба да се забрани. Значи, не може да биде на политичар дете во правосудство. Кој ќе стане нормална држава, тогаш ќе може да биде во правосудството. Ние не сме нормална држава и се знае тоа како функционира. И ќе се вадиме, па за тоа имало исто право. Како све деца на политичари се погодија, едно од работничко семејство не се погоди, што мутави се деца на работниците? Да не... Така, но всушност она што велите, па нема мито, па токму тоа е една од предностите. Поевтино, поефикасно, да речеме, татко купува кола, подарок на син, тато му купил кола. И освен тоа се останува во семејството. Ниту има расходи дополнителни, ниту екстра трошоци, домакинско работење, а и се инхибира, се ограничува, значи, можноста за мито. Како? Така да има и предности, тогаш поефикасно се и ќе функционира. Се редуцира на некој начин, таа би се редуцирала негативната појава. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Да ве поздравам и да ви посекам се убав ден. Благодарам, повелете. Вие те вака. Ова навистина со судствува све во катастрофална состојба, бидејќи 8% од граѓаните веруваат во судството. Еве ќе кажам дека од овие што завршија 449 студенти завршија отидува на правосуден испит да полагаат 7 месеци пред да им се укаже можност, односно да го исполнуваат тоа правото за полагање на испит. Најдобар пример е што Билан Салиху им дозволи, например, на овие политичари и синовите, знаете кои се тие 20 месеца, што им дозволи да полагаат 7 месеци пред време. Меѓутоа, кога дојде Рената Десковска, не би го помисли решението. Тоа може знаете вие. Меѓутоа, се жалеше господинот на едниот функционер, голем функционер, тоа на правоохранителот, може знаете, Плямур Рибери, и управниот суд му го поништи решението на господјата министерка Рената Десковска. Понатака сакам да кажам дека судствува на вистина не во катастрофална состојба, бидејќи доста предмети кои се необорливи докази имаат од страна и една Државната комисија за спречување криминалот, меѓутоа тие остануваат во фиоките на државниот јавен обвинител. Најдобар пример може да ви кажам дека и пријавите што ги поднесе кривичниот ова судскиот совет на Република Македонија остана исто така во фиоките на господинот Јовечки. Да кажам дека ова комисијата работи во стеги. Прво работи под притисок на политичарите, а потоа кога ќе дојдат некои предмети. Да, ви благодарам. Истече времето, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете.
Точно на темата недоверба и сомнение. Дали непотизмот во правосудството дополнително ќе стопи довербата? Многу точна тема и многу јасна. Може би обратно, да не би да ве наведувам на нешто, мислам или темата. Не. Јас читам на темата, че ми одредите од време. Секако, затоа е прашалник. Не, ќе ви додадеме, дајте 10 на секунди. Да, повелете. Точна е, да. Добро. Точна е темата. Со ова е самото во себе рипајне в стомак со ваквов избор на суди, што ти ја знам видовне, и да само ти времето ми се крати. До вчера имаше до комисијата за не знам како се кривично грешок, да испитува ако дојде до диплома и без завршен испит, и замислете тој преку ништо го заврши и сега е веќе судија. Мислам за филму на Джафери. Абе колку си рипа, така и самиот премиер, колку си рипа в стомак, толку губа доверба. Тоа никако не ми е јасно. Кога 72% од народот ги нејчи, што се плашат да излезат на избори? Ами излезете, ако јас сум сигурен дека ме сака в село да бидам пак председател, одма излегувам на избори. Ама ако ме нејче, ќе си почутувам. Се е јасно во оваа дела. Ќе ми заврши времето, предлагам за наредните 15 години да воведиме луѓе 20-30 од Јапонија, не знам од каде, да ни ја водат државата, генерацијски да се смениме јас, ти, третиот, четвртиот, па после да излезат деца што ќе ја водат ова држава. Но, жалост, ќе се допропадни до тогаш. Се е јасно, го гледате, читат книги, разрешува министри, читат книги премиерот. Молим те, и што мисли, тој утре ќе гласам? Абе, да ми дојси 100.000 евра дома? Така, ви благодарам. Но добро, тоа е свртен кон вистински медиуми. Медиум, телевизор, односно телевизија, електронски медиуми, книга, имате многу други, театар, кино и слично. Некои гледаат, не знам, одредени платформи таму, па секакви работи. Инаку, она што рековте, да не биде наведување, велите точно темата. Не мора да значи дали непотизмот во правосудството дополнително ќе стопи, секако е под знак прашалник, но може да се преформулира. Дали ќе ја надгради, дали ќе ја врати довербата. Имено, имајќи предвид дека може би е сосема неоправдана загриженоста, односно грижите, имајќи предвид дека сосема известно дека тие релации нема меѓусебно да се најдат во одредени предмети судски, ниту да бидат од едната или од другата страна. Па така, тогаш нема ниту да има конфликт на интереси. Што мислите, ќе дојде до некој предмет во кој од едната страна ќе биде едниот, од другата другиот, еден судија, друг обвинител и така натаму? Не, напротив, како што вели токму Џафери, веројатно сосема известно е дека сите оние други луѓе за кои на кои права полага, тој смета дека полага право исто така, а дека ги нема на некој начин, ќе бидат веројатно дел од оној каршилак. Така да ние зборуваме за тоа дали е спорно нешто. Па не е спорно, сигурно нема меѓусебно тие да се судат. Мислам, сосема известно е, со резерва го кажувам. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани. Ве поздравувам, почит, повелете. Самото по себе непотизмот не е прекршок, не е криминал. Да, па тоа го видов и јас, дека и тие се повикуваат на тоа, законски, да. Затоа што и точно е тоа што викаат, не треба на нечии деца да му се пречи некој право. А и на крајот на криштата не значи дека нечие дете само дека е нечие дете треба да му се забрани или квалификацијата да му се одземи, затоа што е нечие дете. Јасно, јасно. Меѓутоа, гледајте сега, проблемот е кај, условно да кажем, кај татковците во повисоката генерација. Еве ќе ви кажем чист пример од странство. Еве да речеме со кралската фамилија во Англија. Кога кралицата Елизавета 2003 година подпиша указ, знаете таму во својство на председател на држава кралицата е таму во Англија. И кога подпише указ да се изврши инвазија врз Ирак, таја точно подпише указ, значи сите англиски војници да одат
во една операција, но за утре да не му префрлат на кралицата дека нечие дете загинало по нејзина наредба, таја и своите внучина си ги прати во прва борбена линија, вклучувајќи и Вилијам и Хари. Имено. Значи, ти можеш да правиш некои работи, но тој родителот што ги прави тие работи, што ги дава тие наредби, тој треба да биде пример за децата и не само за децата, туку за цела држава, за цела татковина. А кај нас какви примери се тие да ги наречам татковците или мајките? За добри работи или лоши работи? А иначе во судството има модели, например, мене ми се допаѓа америчкиот модел, народот ги бира обвинителите и судиите. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Се слушаме, повелете. Добро бе и со на темата сум, меѓутоа многу интересантно ми е темата. Јас не оспорувам, меѓутоа се запрашувам. Ако, не со нагласок и не тврдам, ако Дуи Велиме беше со ВМРО, крадеше, тоа е во наводници, со СДС, крадеше, страдат македонци по затвори, да речеме, и сега ни еден од тие што бе заедно, јас и ти крадевме заедно, појасно да му видиме гледачите, јас сум виновен, ти не си виновен. И сега вие мислите дека синот на Џафери ќе суди против Џафери. Па затоа рекам, значи нема проблем од непотизам. Нема проблем, нема меѓусебно да имаат тие, да се конфронтираат, така? Да се доискажам. Да. Замислете, сега синот Џафери ќе го суди Џафери. Тоа за мене мислена именка може да. Така. Си ова е пропуст на двете најголеми партии ВМРО и СДС, што се слепци и ќорци. Ајде, да не бидам исклучен. Зошто ова го велат? Уште не ми јасно кој ни ја води државата, уште не ми јасно кој ни представуваат и за Европска унија и за сите. Уште на овој народ не му е јасно кај треба да ја бара правдата, да речеме, не по телефони вака ко мене и ко други. Уште не му е јасно што треба да направи. Не ќе дојде во ВМРО, што ќе се случи? Ќе се роди баруога, ништо нема да дојде. Тоа е све договорено, бе, човек. Све договорено е. Амнестијата не важела за овие затвор што се, важела за заед што му ја даде Бранко Црвенков. Влегов во други работи. Ајте, молам, ова е банана држава, крај на нашата. Добро, па затоа еве, мислете сите вие други луѓе, дали ќе ги имате сите тие права како кои што ги имаат тие. Значи, еве е обратно тезата од ова, дека и неговото дете има право да ги користи сите права како и другите луѓе, а дали правата на сите други луѓе ќе бидат подеднакви како и нивните. Значи, и обратно дали. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Поздрави до вас, повелете. Вака, и од овој непотизам државата има корис. 57 млади семејства ќе останат во државата. Ништо нема да им фали. Меѓутоа, од друга страна има една поговорка, што сите ја знаеме, круша под крушка паѓа. Така да нема топење на довербата, него таа уште подлабоко ќе влезе во под ледот. Спомна еден граѓанин нешто пред малку, ми избега мислата што кажа човекот. Ајде ќе се префрлам на Љубе Бошковски. Добро. Кој покрај ова ослободителна пресуда кон Љубе, треба истовремено да се поведе судска постапка против судијата кој го судеше, кој му пресуди 5 години затвор. Оти Љубе, као и сите овие Мијалков и многу други, ќе си го бараат правото на оштета. 5 години да лежиш у затвор, а си ослободен од обвинение, значи некој треба да му го плати тоа лежење во затвор. А се испаѓа до сега на грбот на народот. На оној кој што воопшто не е виновен
за сето ова што се случува со судството, со обвинителството и така натака. Толку имав да кажам. Значи, има и добра страна. 57 семејства ќе се останат во државата, млади семејства. Нема да заминат во странство, а иначе сите овие авансно веќе добиле од родителите суди. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, доколку имаме некого, да го слушнеме веднаш. Повелете, што мисли. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во програма, повелете, добар ден. Со врските некако. Да, но еве успеавме. И успеваме. Милен Демири на телефон. Ве поздравувам, повелете. Поздравувам и јас. Благодарам. Па вака, само 8% од граѓаните има довера во судството. Корупцијата е големо зло за нашата држава. Го кочи напредокот и економскиот развој. Јас лично имам голема доверба во Америка, па тим од Америка ќе лови корумпирани судии, обвинители и политичари. Ќе истражуваат корупција кај сегашни и поранешни актери, бидејќи никој не може да биде над законот. Во борбата против непотизмот и корупцијата треба да се вклучат и граѓаните, бидејќи на непотизмот и корупцијата не им се гледа крај. Кој се учествува во корупцијата? Колку ние обичните смртници учествуваме во алката, наречена корупција? Дали може некој да направи корупција без да и ние учествуваме во маѓепсаниот круг? Ние сите сме биле на суд, например, сме имале. Тука има судски совет, обвинител, тужител и тужен. Ако тужителот или тужениот не коруптира некој судија или обвинител, дали тој би направил, например, некоја сделка што не би требало да го направи? Во секој случај, затоа сакам да кажам дека и свеста наша, на обичните граѓани, треба да биде на повисоко ниво. Дали може било кој да се потмити со тоа што... Да, за жал истече времето, но разбирам, токму тоа е да правата и обврските на граѓаните, односно на токму на сите тие други луѓе кои ги спомнуваат, кои ги имаат сите тие права, но и обврски да реагираат кај оние кои, да речеме, имаат нешто друго што сите други немаат. А тоа е, ете, тие, преку тие непотизам релации да доаѓа. Во смисла во кој, ете, дали овие сите други луѓе со своите права можат и дали би дошле. При тоа тука сметам дека апсолутно квалитетите ги имаат на прво место дека се. Дали може да и дали би поминале, дали би се направила разлика помеѓу нив и оние кои се преку одредени релации. Значи, како се гледа, затоа беше спомната и во една прилика, не знам, имавме јавен функционер, па стипендија и слично, и сега, не знам, некој министер или председател и така натаму, детето негово добива стипендија. Дали би ја добило стипендијата, доколку не е тоа звучно име, за кое не уверуваат дека ете тие се сите своји лица, со свој интегритет, независни, така натаму да им се даде шанса. Дали би ја добиле приликата? Ако не е името, презимето, ако не е потеклото, тебе татко ти е министерот, председателот и слично. Тука е тој клучен момент кој се доведува во прашање, или подеднакво и тие би поминале како што и некој условно, ете, обичен анонимус би поминал. Само според стручноста, според квалитетите. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушам, да. Тие се деца на елитни родители, елитни политики. Се деца што не се учители, што е мака за да полагат и се мачат.
Тие деца што седат у интернатите, у домовето, што немат пари за доручок, што државата не и дозволи да се покаче на 160 динара, што има да купе со 120 динара. Седат у такви услови, како да е тоа Бангладеш, да не ги вреќам. Седат услови, зубовошваби, со разрушени вециња, со кујни за никаде не изчистени. Децата ќе се разбодат, тие учат со мака. Зашто државата како држава не направи конкурс, па нека се јават тие кои се способни да ги примат, а не тато ќе ми ургира, тато ќе ми направи, мама ќе ми направи. Дека имат. Прво Цветанка ќе ја спомна, кога мааше по судиката и скрши прстите. Култура ли тоа? Па гледа се, а сино мора да го запосле или снаата мора да запосле. Слушам нек на парламенто. Сега ќе кажам дека Николова не требало да има амнестија за тие што се од 27-ми биле силиджии. Госпожа Николовска, вие седете со силиджии, со терористи у парламенто. До вас са тија. И друго да кажам. Буне се и Жаклина Лазарова. 2014 била ваква. А зашто не нашите спомени што ги преместуваат, се гледат на хероиното? Зашто не се бунете по 20-метражниот споменик на УЧК и сега што ќе краде Меркул Струга? Со кое право вам треба да граде на Косоварите споменици? И не се бунат за тоа, а се бунат за другото. Како безобразни луѓе постојат, какви чуда постојат оваа наша Македонија. Стварно е во срамот. Децата се мачат, ушат, па бегале млади, па ќе бегат нормално, не бегат ради економска, бегат ради пуни. Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете, дали се слушаме? Јас мислам дека... Вие сте, повелете, да. Иван Андреевски. Ве поздравувам, повелете, господин Андреевски. Се слушаме да, и се одлично. гледаме. Само повелете. Да го стигнам момент. Јас да кажем искрено, јас бе последниот директор од социјализмот на оваа телевизија. Мене не ме смени ни ВМРО, ни ММР, на 3 месец замик. Ова што викат непотизам, кажеш нема точна дефиниција што е непотизам. Ја имам 3 четки. Една да беше талентирана во телевизија, ќе ја запослен као черка на Иван Андреевски и око нема да ми се... Ако ја бива. Ако не ја бива. И мислам дека ова што се малтретираме ние со човекот што е случајно председател и со неговото дете, кај знаете вие како живеат они дома? И секој дете има од роѓењето, имате легитимно право да живеете во слобода, напредок и така. Значи, ако беше денеска, например, да не беше албанец, ако беше македонец, никому ништо. Па какви кадровски и промени имаме, се сеќавате вие пред 10 години овде? Внукот, но не, ма брат учат мамо, па онам. Сакам да кажам, оставете ги децата нака си помагаат. А секој кој е на врвот, што би рекол Njegош, више види испод врха. Значи, не секој дете си е вишо само за себе. А не овде, овој непотизам е друга приказна, кај што се работи за пари, за криминал. То треба да се дефинира. Не е то така само, ајде, син му на Джафери, ако го бива, нека биде. Ако не го бива, има шеф, каже, господине, води си. Така. Тоа е поента. Добро, ви благодарам, ве поздравувам. Но, како и да е, значи, во правосудството имаме клучна мисија е токму правдата, работењето по законот, но без оглед на законот, на дефиницијата околу непотизмот, дали е противзаконско или не е, криминал не е и така натаму, некако не ја гледам она можеби ништо помалку важна работа, особено во правосудството, а тоа е фактот дека никому од овие, и особено и оние кои коментираат, некако бараат права, се чини ускратен или што, никој не спомнува од тоа, никому од нив не е ништо од ова неморално, погрешно, неисправно, апсолутно. А дополнително, имајќи предвид дека само во правосудството, односно само правосудството е поврзано токму со посебниот проблем поврзан со последиците од корупцијата, односно во правосудството
единственото место каде што се одбива борбата против корупцијата и каде што се сузбива, се санкционира и каде што токму моралот и етиката, непристрасноста, независноста мораат да бидат на прво место императив. Ви благодарам за вниманието и за учеството, сериозноста за ваква сериозна тема и во ова издание од емисијата Очи во очи на Телевизија 24 во продолжение Дневникот во 17 часот. Срдечен поздрав.